Македонија, почитуван главен државен ревизор господин Максим Ацевски, почитувани колеги пратеници, денес еве точка на дневен ред е разгледување на годишниот извештај за извршените ревизии за работата на државниот ревизор за 2022 година. И веднаш на почетокот да го поздравам главниот државен ревизор господинот Ацевски со неговиот тим, кој што на вака добар пластичен начин, на сликовит начин ги опишал и ги нотирал сите слабости, недоречености и недоследности во работењето на државните органи, но и препораките кои што треба истите да ги преземаат. Впрочем, овој извештај, оваа книга која што ја држам во рацете е една од алатките која што беше клучна во откривањето или разоткривањето на случајот, скандалот со клиниката за онкологија и радиотерапија. Па затоа еве овде као одговорницата, како пратеник еве упатувам и една идеја до власта во заминување, до владата во заминување, да има уште време да донесеме едно законско решение кое што ќе значи да овој извештај кој што е составен, изготвен од државниот ревизор, да биде задолжителен или со законско решение да биде директно упатен и до државниот јавен обвинител, односно до државното јавно обвинителство. Ние како опозиција во моментов ќе го поддржиме тоа. Но во случај, ако истата оваа влада, како што бега и од сите овие работи кои што не сакаат да ги спроведат, ние како опозиција која што се стреми и која што сигурно ќе дојдеме на власт за неколку месеци, сметам дека овој извештај кој што е нотиран од и Државниот завод за ревизија ќе биде законска обврска или задолжително сите овие недоследности, недоречености и препораки ќе бидат упатени до државниот јавен обвинител. Јас би се задржал на неколку теми, на неколку сегменти од извештајот на Државниот завод за ревизија, бидејќи тој е нотиран на повеќе страници, негде на околу 260 страници, но би се задржал само за неколку сегменти. И ќе констатирам дека има доста слабости во функционирањето на системот на државата како држава. Например, во земјоделството, бидејќи од таму и доаѓам од Тиквешијата, од Кавадарци, претежно моите сограѓани, нашите бирачи претежно се занимаваат со земјоделство. Државниот завод за ревизија нотирал дека регистарот на државното земјоделско земјиште се води рачно во табели на локално ниво. Иако, ќе повторам, е воспоставен информацијски систем кој не е ажуриран со сите податоци за закупено државно земјоделско земјиште. Елписот, ова го знаат нашите кавадарчани и од Тиквешијата, односно лозовиот катастар се води на локално ниво и не се генерира сумарен извештај на државно ниво. Утврдени се недоследности во начинот на примената на одредбите на Законот за јавни набавки во делот на несоодветно поставени критериуми за оценување на елементот квалитет од економски најповолната понуда, што влијае на конкуренцијата на постапките. Овие недоследности во јавните набавки се констатирани во сите државни органи. Во 2021 година и во 2022 година, за која што го разгледуваме и годишниот извештај, до надлежните институции доставени се повеќе кривични пријави поради сомнежи за незаконско постапување на дел од вработените во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство при вршење на работните активности. Констатирана е нерамноправна распределба на средствата и низок степен на реализација од проектите од планот за инвестирање во водостопанската инфраструктура за периодот 2016 до 2025 година, односно од вкупно договорените, инвестиции од 5,7 милиони денари до јуни 2022 година,
Исплатени се малку повеќе од половина или 3,2 милиони денари. Истовремено, велат во извештајот, државните ревизори истакнуваат дека во најголем дел е запоставено тековното одржување на постојните, застарени и делумно нефункционални системи, поради што континуирано се намалуваат наводнуваните површини преку системите, а 2/3 од земјоделските површини се наводнуваат надвор од системите или не се фактурираат. Бидејќи колегата Игор Здравковски спомна дека се чувствува или е релативно млад, јас без разлика што сум малку повозрасен од него, се чувствувам јас млад и сакам да позборувам во делот на спортот, каде што има нотирано огромен број на слабости. Вака вели во извештајот од Државниот завод за ревизија. Одговорните лица во агенцијата, како и Советот на спорт, не утврдиле соодветна методологија за изработка на ранг листи на Националната спортска федерација, односно не се поставени критериуми за распределба на средствата и за начинот на одлучувањето и контрола на вистинитоста на податоците кои се искажани во барањата кои ги доставуваат националните спортски федерации. Не е донесена 5-годишна програма за развојот на спортот, согласно член 23 од Законот за спорт од страна на владата на Република Македонија за утврдување на целите и приоритетите на развојот на спортот. Нотира потреба од специјализиран кадар, обем на меѓународна соработка, како и обем на потребни средства, критериуми кои треба да се земат во предвид во делот на распределбата на средствата. Констатирани се слабости во врска со распределбата на воучерите, како и контролата на потрошокот на средствата по овој основ. Или најмал заеднички содржател на овој годишен извештај е корупцијата. Корупцијата на секој ниво и во сите пори на живење имаме. Благодарам. Важно е да се знае дека мора да се бориме против корупцијата. Кога граѓаните чувствуваат дека не можат да успеат во нивниот систем заради корумпираните политичари од врвот на власта, предводена од ДУИ и нивниот помал коалиционен партнер СДСМ, треба да знаете дека сето тоа, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, ја нагризува суштината на општеството. Веќе сите научивме дека граѓаните некогаш не може да добијат ни пример, извод од матична книга на родените без да потплатат. И ова е корупција. И тоа е погрешно и штетно. Тоа е корупција што го забавува напредокот на земјата. Борбата против корупцијата е една од основните човекови права. Во Македонија има голем притисок врз судиите од страна на власта и сето ова индикатор за корупцијата и во најдобар случај го прави судскиот систем подложен на корупција. Корупцијата е основен модел или основна причина зошто младите ја напуштаат Македонија. Корупцијата ја јаде економијата и ја уништува демократијата. Затоа мораме силно да се бориме со неа, а која што е внесена на високите позиции на владата. На крајот, пак ќе повторам, овој извештај кој што е составен или изготвен од Државниот завод за ревизија, треба да се бориме заедно да биде законско решение, задолжително истиот овој извештај да оди директно до јавното обвинителство, за да не ни се случуваат вакви скандали, како што беше скандалот со онкологија. Уште еднаш, на крајот, сиот респект и почит до тимот на Државниот завод за ревизија, начело со главниот државен ревизор, за изготвувањето на ваквиот извештај и, дај Боже, во Република Македонија, во сите институции на државните органи, да имаме вака одговорни раководители и директори кои што ќе ја спроведуваат на професионален начин работата во државните органи, со што ќе се намалат и сите слабости и недоречености. Благодарам. Има збор Бојан Стојановски.